Една од работите на кои скоро и да заборавивме во овие 6 години власт на ВМРО-ТПМН е се ТВ дуелите, односно предизборните соочувања на политичките конкуренти. А и што ќе ни се дуели, кога многу добро знаеме дека тие се исклучително штетни. А се што ни е потребно, ќе ни каже нашиот ни премиер. Сигурно нема од предавниците да чекаме да ни кажат како ни е и како живееме. И поради се во ова, јас се чувствувам обврзан да ве подсетам како изгледаат тие штетни ТВ дуели, се разбира, за да не ни се повторат. Се враќаме во 98-та на МТВ. Ве прогласуваат за бугарски ас и кога полагаат толку големи надежи во вашата победа во Република Македонија. Моста независна Македонија, вие бевте одговорени од СДС со ситни провокации да ми изборувате дека Југославија нема да се распадне никогаш во македонскиот парламент. Јас сакам директно ме прашам. Дали се тоа мои измислици или е точно дека токму вие имате со своја рака напишано и подпишано напис во кој што велите дека е потребна ревизија на македонската азбука. Токму вие, господин Георгиевски, го променивте сопственото име во овие неколку години. Од Љупчо во Љупчо, со Б. Токму вие, господин Георгиевски, го поставувате прашањето, го поставивте прашањето до македонските историчари да ви принесат доказ со кој ќе покажат дека истакнатите дејци од илинденскиот период навистина се чувствувале македонци. Токму вие, господин Георгиевски, го оспорувате прашањето и го оспорувавте во сиот овој период околу народно-ослободителната борба. Дали луѓето кои треба да останат од континуитетот се луѓе на кои им е потребно по шише виски да испијат дневно и после да се трезнат со грам кокаин? Виски и кокаин. Какви само прекрасни времења. И ако бидеме малку сериозни, опасно, навистина опасно, почитувани гледачи. И после еден ваков дуел, и после едни вакви обвинувања, па и после сите случувања на политичката сцена во 90-тите, сосема логично е дека овие двајца не сакат ни да се видат, а не пак да речеме да седнат на иста маса. Не дај Боже да соработува. СДСМ и ВМРО во коалиција. Некогаш илузија, сега реалност. Црвенковски и Георгиевски ги голтнаа суетите и седнаа на заедничка маса. Молам? Бранко и Љупчо седнале на заедничка маса? Па добро бе, до кога ќе не лажете? Мислите, ние будали сме, па туку така ќе ви поверувам. И види која дрскост, човече. Добро вечер, гледате вести и ни 2 ни 3 Бранко и Љупчо во коалиција. Чекајте бе, тоа така. Немојте да мислите дека ние ќе ви поверуваме во се што ќе кажете на вести. Еве, јас уште од старт знам дека ме лажете. Па, луѓето бре, си имаат принципи, си имаат морали, не можат туку така да заборават на се од минатото и да влезат во коалиција. Не, јас не ви верувам, се додека не видам со своји очи. Има некој столче? Да, еве столче, туку ти носиш нешто виски, кокаин со тебе? Фала. Да, почитувани гледачи, ова е Македонија, земјата во која и невозможното станува возможно. Треба само да посакате и ќе ви се остварат сите ваши желби. А во продолжение, дај да видиме кој е образложението, зошто ли сега после се решиле да соработуваат. Например, во 91-та година заедно работевме за успешност на референдумот за независност на 8 септември. Заедно работевме за донесување на првиот устав на независна Република Македонија. Во 2001 година нашите две партии исто така учествуваа во заедничка коалициона влада, владата на широката коалиција, и тоа беше периодот кога требаше да се елиминира опасноста од крвава етничка војна и распад на државата. Наша заедничка оценка е дека денес Македонија се соочува со исто толку тежок и сериозен предизвик како во 1991 и 2001. Состојбите во многу области се катастрофални, државата се движи во погрешна насока, економијата пропаѓа, сиромаштијата се зголемува, демократијата во Македонија е суспендирана
евроатлантските интеграции на земјата се целосно загрозени. Навистина цениме дека Македонија оди во многу погрешна насока. А тоа е многу пострашно за Македонија од тоа, нели, некои стари кавиња или некои стари односи да не ги заборавиме. Таму кај што имаме разлики, за разликите не дискутираме. Дискутираме за оние места кај што ни се заеднички ставовите. И мислам дека тој принцип е добар и за албанските политички партии, а тоа е навистина многу широк простор. Да, секако, господине Георгиевски, се разбира дека најдоброто нешто што може да се направи кога се започнува било каква врска или соработка е да се стават разликите под тепих и воопшто да не се разговара за нив. Дели сето онај момент кога под тепихот ќе се соберат толку многу разлики што ќе ве затрупа. Ама вие немојте воопшто да размислувате за тоа. Секако дека нема да дојде до таков момент. Нели би дошло кога би го симнале Груевски и би требало заедно да владеете. Но секако вие не го не сакате тоа. Што? Токму тоа и го сакаат?